продолжуваме понатаму, значи одиме надвор од студиото. Јас ја гледам еве на линк нашата драга колешка Ирена Спировска и повторно ќе зборуваме за љубовта. Се некако денеска овој понеделник Иренка се врти околу љубовта, иако не е 14 февруар. Зошто да не си ја славиме љубовта и секој ден? Сити Базар подари љубов, укради срце. Ајде да видиме за што станува збор. Повели. Токму така, Ирина, поздрав до тебе, поздрав до гледачите на Добро утро секое утро, како што најави ти, во продолжение зборуваме за љубовта, во продолжение исто зборуваме со уште една Сара, која ќе биде моја соговорничка, овој пат тоа е Сара Матовска од Пинко Крафт, инаку се јавуваме во живо од Скопје Сити Мол, каде што викендов започна еден многу интересен љубовен базар, како што најави и ти под слоганот "Подари љубов, укради срце". Базарот се одржува од 8 до 14 февруари во пресред на празникот на љубовта, но и празникот на виното и им дава можност на 34 современи ракотворци да ги изложат своите креативни производи во кои е вткаено многу љубов, многу енергија, многу иновативност, а тоа им нуди можност на посетителите да купат рачно изработени оригинални подароци и при тоа да ги поддржат овие иновативни занаечи, односно ракотворци. Како помина атмосферата викендов, што се случуваше во рамки на првите два дена на сајмот, кој што подсетуваме во тек до 14 февруари на првиот кат во Скопје Сити Мол и ги покануваме воедно сите да го посетат, а малку повеќе за атмосферата еве дознаваме во продолжение како што најавив од разговорот со Сара Матовска. Сара, пред се добро утро. Добро утро. Еве, ова е трет ден, практично денес базарот ќе започне со почеток во 10 часот, но еве измина викендот позади нас. Базарот официјално беше отворен во саботата, па каква беше атмосферата, каква беше посетеноста и што всушност овој Сити Базар нуди? Најпрво би сакала да ви се заблагодарам за можноста која ми ја давате, а потоа да се заблагодарам и на Скопје Сити Мол, кој што како општествено одговорна компанија организираат вакви настани и се залагаат за поддршка и промоција на нас, локалните занаетчи производители, да го прикажеме она што го работиме пред пошироката публика. Скопје Сити Мол гради платформа, како што знаете, наречена Сити Базар, каде што секогаш имаме можност да ги промовираме нашите изработки. Атмосферата, како што кажавте и вие, базарот започна на 8 во саботата, викендот беше атмосферата прилично одлична, молот е нормално попосетен во викендите, така што и посетеноста на базарот беше на прилично високо ниво. Базарот, споменав, еве и денеска ќе биде отворен во 10 часот. До колку часот ќе бидете тука, сите вие што сте дел од овој базар, заедно се разбира со вашите креативни изработки? Ние сме тука, значи до 14 февруари, од 10 часот наутро до 10 часот навечер во работното време на молот. Тоа значи дека во рамки на целиот ден посетителите можат и предпладне, можат и во текот на попладнето, па дури и во вечерните часови да дојдат и да видат што се има изложено. Сара, може ли накратко да ни кажете каков вид на ракотворби има овој пат на сајмот? Овој пат има, како што кажавте вие, 34 различни ракотворци, поделени сме во две групи по 17. Во првата група, која што актуелно е присутна на базарот, може да се најдат најразлични изработки на накид во различни техники, декорирани керамички шолји, чашки, филџани, сакси, изработки од дрво, декоративни свејки миризливи, буквално секаков вид на рачни изработки. Да, една широка палета на ракотворби кои што навистина оддишуваат со креативност и нудат можност најсаканите да ги изненадиме со нешто оригинално во пресред на празниците, но и секој друг ден од годината. Сарајде сега малку да го представиме и вашиот бренд Пинко Крафт. Се работи за еден многу интересен бренд. Вие практично од природна волна, овча волна, изработувате многу интересни декорации, привезоци, украси. Како започна приказната на Пинко Крафт? Приказната започна многу спонтано. Јас сум од Струга и потекнувам од занаетчиско семејство, каде што дедо ми го научив
филигранот, техниката филигран. Од многу мала изработувам накид заедно со него, а подоцна со текот на годините почнав да изучувам и техниката на суво филцање на овча волна. Се работи за техника која се работи со една игла од природна овча волна и многу често во изработките може да се вметне и крзно од домашните миленици, затоа што она што мојот бренд пред се го нуди се изработки на привезоци, брошеви, портрети со лик на домашни миленичина. И искрено тоа е она што е и најбарано кај моите клиенти. Морам да признам, многу оригинална идеја и многу интересен и оригинален вид на ракотворење, односно хоби. Од каде ја набавувате волната и како тече тој процес на подготовка? Волната, бидејќи е прилично тешко достапна во Македонија, да се купи како готова за филцање, многу често ја набавувам сама од локални овчари, од кои што ја земам, ја чистам, ја перам, сушам и така натака постапката како што си оди за обработка на волна, ја бојам и потоа таа од како ќе биде извлачена е спремна за филцање. И на крај добива лик на некое сладко кутере, маче, најчесто на домашен миленик, но забележувам дека има и други форми, има срценца, звездички, комбинација волна со филигран. Тоа значи дека на вистина сте многу креативни, а како реагираат луѓето на овие украси, декорација, аксесуари од волна? Па, комбинацијата на филигран и волна сум прва која што ја вметнува во понудата. Колку што знам, досега нема друг креативец кој што ги комбинира двете техники, создава едно парче накид кое што има основа од волна, но е декорирано со филигран. Посетителите се искрено воодушевени. Не сретнале досега, тоа го слушам од сите, дека не сретнале такви комбинации и навистина воодушевувањето кај нив е очигледно. Инаку да, покрај изработките со домашни миленици, јас создавам и друг накид кој што одговара на секоја дама. Сара, вие освен што стоите позади вашиот уникатен бренд Pinko Crafts, всушност имате и издружение кое што го носи истото име. Може ли да го представиме накратко издружението? Да, имам национално здружение кое што се залага за зачувување и негување на традициите и занаетите. Основано е во 2024 година и организираме разни настани каде што пред се креативците од Струга и Охрид, бидејќи јас таму живеам и засега таму се организираат настаните, може да го покажат она што го работат пред пошироката публика. Минатата година за прв пат го одбележавме и светскиот ден на занаетчиството и навистина настанот помина во одлична атмосфера. Тоа значи дека ова е ретка можност за скопјани да ги видат Pinko Crafts ракотворбите тука, уште денес и утре сте во Скопје Сити Мол, а за тие што можеби нема да стигнат да дојдат и во живо да ги видат овие прекрасни аксесуари и украси што ги изработувате Pinko Crafts, како може да ги следат вашите активности и да направат нарачки кога ќе имаат потреба од тоа? Може да ме најдат на социјалните мрежи, на Facebook и на Instagram, на Facebook под името Pinko Crafts, додека на Instagram под името pinkocrafts.mk. Под истиот назив има и веб страна на која што може да ја разгледаат и целосната понуда на накитот и од волна и од филигран. Сара, бидејќи се работи за една навистина уникатна технологија, техника на изработување на вакви ракотворби, дали има интерес од другите да го совладаат тоа што вие веќе многу умешно го правите и дали може би размислувате и во насока да го расширите ова, обучувајќи и други луѓе да изработуваат вакви предмети од волна? Па, јас искрено би сакала да има интерес и кај други креативци особено, меѓутоа кога ќе слушнат дека репроматеријалите потребни за изработка се тешко достапни кај нас, некако опаѓа оној ентузијазам кој што го имаат на почеток. Да, навистина процесот е прилично тежок да се набават репроматеријали, ќе бидам искрена. Меѓутоа, кога нешто се работи со љубов, ништо не е тешко. Сара, уште еднаш почит за сето она што го работите. Искрено јас сум воодушевена од тоа што го гледам тука. Се надевам истиот впечаток го има тие што веќе ги видоа Pinko Crafts во рамки на базарот и тие што ќе го видат последните 2 дена. Благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и на вас.
Еве, тука полека ќе се одјавиме уште еднаш подсетувајки ве дека базарот Подари љубов укради срце во Скопје Сити Мол е во тек на првиот кат. Можете да ги посетите штандовите на преку 30-на, поточно 34 иновативни современи занечи и ракотворци, а можноста да бидете дел од убавата атмосфера и да купите оригинален подарок ја имате се до 14 февруари. Ирена, поздрав од нас и се надевам дека во тек на денот и ти можеби ќе најдеш време да прошеташ до Скопје Сити Мол и да го посетиш овој љубовен Сити базар. Да, секако Иренка, ти благодарам многу за ова линковско вклучување од Скопје Сити Мол.